При вчерашната посета на општината Крушево, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски оствари средби со голем број на граѓани, а изврши увид и на повеќе проекти кои се реализираат во оваа општина. Главната цел на неговата посета, како што истакна Груевски, е средба со што поголем број на граѓани со цел лично да се запознае со нивните проблеми и барања. Денеска бев во Крушево и имав можност и задоволство да се сретнам со многу граѓани. Тоа ми беше и главната цел, средба со повеќе граѓани. Овде во Крушево да слушнам за нивните размислувања, за нивните проблеми, за нивните идеи. И секако имавме доста разговори околу тоа, многу од нив имаат своји лични, индивидуални проблеми, некои зборуваат за поопшти проблеми. Ги нотиравме повеќето од нив и ќе се обидеме на колку што можеме повеќе од нив да на некој начин да им излеземе во пресред, да им помогнеме онаму каде што тоа е можно. Груевски изврши увид во активностите на реконструкцијата на секундарната водоводна мрежа во градот, проект значаен за сите граѓани на општината. Имав можност заедно со градоначалникот да поминам и од кај местото каде што се врши една голема реконструкција на водоводот, каде што кој што е доста секундарната водоводна мрежа кој што е доста стара, руинирана, има големи губитоци и заради тоа е потребно да се заменат цевките со нови. И тоа го прави градоначалникот, ќе биде во етапи, во неколку фази. Првата фаза е годинава, нешто повеќе од 3100 метри, значи сериозна должина за еден ваков град како Крушево. Ќе бидат заменети до крајот на оваа година. Тоа се два големи крака. А потоа ќе се продолжи во наредните години и на други места во овој град. Заедно со градоначалникот на Крушево, Ѓорѓи Дамчевски, Груевски присуствуваше и на увидот во работата на реконструкцијата на градскиот парк во градот, проект целосно финансиран од општина Крушево, со што градот ќе привлекува што поголем број на туристи. Тој ја посети и целосно реновираната музеј-галерија со дела на крушевчанецот Никола Мартиновски, за кое реновирање биле инвестирани 1.200.000 денари, додека за реновирањето на фасадите на автентичните крушевски куќи издвоени се средства од 2.300.000 денари. Груевски потсети и на грчката инвестиција во Крушево, при што ќе бидат отворени нови 300 работни места. Неодамна најголемата грчка компанија за откуп на тутун донесе одлука и инвестираше во откуп на градежно земјиште, на кое што сака да изгради свој капацитет, во кој што ќе вложи над 3 милиони евра за откуп и делумна преработка на тутун. И добрата вест тука е што ќе вработат голем број на луѓе. 50 луѓе ќе бидат вработени на неопределено време во текот на целата година и уште 250 до 300 луѓе ќе бидат вработени сезонски, но сезонски 9 месеци, што значи речиси цела година. Тоа ќе овозможи вработување за можеби околу 300 во моментов или може нешто повеќе невработени луѓе во Крушево. Тоа за овој град е сериозна бројка. Груевски оствари средба и со жителите на крушевското село Бучин, каде изврши увид во изградбата на спортската сала која се очекува да биде готова на есен, како и на изградбата на 3 улици во должина од 1 километар. Претходно Груевски ја посети и општината Кривогаштани.